Оваа пресконференција е првенствено посветена на реформата која што ја почнавме на наставните планови во основното образование. Јас на една од средбите веќе најавив дека работна група постои, која што работи на реформирање на плановите и дека се при крај, а сега во овој момент се завршени, она што значи ревизија на наставните планови од прво до трето оделение, со оглед на тоа што најавивме дека ќе се почне со реформа првенствено од прво оделение, денеска ќе го презентираме делот кој што се однесува на првото оделение. Значи, фокусот на ова работна група која што беше формирана во рамките на Министерството заедно со Бирото за развој на образование беше ставен на првите три оделенија во основното образование и тоа гледани како поединечно, но исто така и како целина, водејќи се од прашањето со какви знаења и вештини очекуваме децата, односно учениците, да се стекнат по завршувањето на третото оделение. Се тргна со посебно внимание не само на образовната компонента во овие три оделенија, туку и воспитната компонента која што значи битен елемент во образовниот процес на Република Македонија. Врз основа се тргна од постојната анализа, од анализата на постојните решенија кои што постојат во образовниот систем во Република Македонија, со тоа што новите наставни планови и програми треба да ќе бидат водени од следните принципи во образовниот процес. Намалување на времето кое што учениците ќе го поминуваат во настава, за сметка на зголемување на времето за одмор и игра. Овој принцип ќе биде целосно присутен во периодот од прво до трето оделение. Намалување на времето за меморирање, за сметка на времето планирано за истражување и проблемско учење од страна на учениците. Намалување на тестирањата на учениците за сметка на комплексното проверување на резултатите од учењето. Намалување на учењето во широчина за сметка на учењето во длабочина. Намалување на разликите во постигнувањата меѓу учениците. Домашните задачи ќе се заменуваат со вежби на час под контрола на наставникот и воведување на служба за поддршка на талентираните ученици и учениците кои што бележат слаби резултати во напредувањето. Сите анализи кои што беа правени покажаат дека практично учениците се една од најоптеретените категории. Ако сите ние имаме лимитирано работно време, учениците имаат време кое што го поминува до сега на часови, а потоа нивните обврски продолжуваа и дома. И тоа покажуваше, практично резултираше во еден вид на незаинтересираност, презаситеност на учениците, одбивност од наставниот процес, така што сакаме со реформите да им дадеме на учениците знаења, но исто така и да го вратиме интересот и желбата за учење. Денеска со мене, покрај заменик министерот за образование, се присутни членови на работната група, кои што ги работеа програмите, односно работеа на оваа реформа, така што ќе дадам збор прво на професорот Велковски да образложи подетално што содржи оваа реформа која што денеска ја предлагаме. Во зависност од резултатот на јавната дебата, доколку имаме поширок фронт на прифаќање на реформите, тогаш ќе ги ставиме од 1 септември. Ако има различни дилеми кои што ќе се јават во јавноста, може да одиме со пилотирање во одредени училишта, значи тоа ќе произлезе, одговорот ќе произлезе од јавната дебата која што ќе следи.